Прво е судијата, главниот судија Здравко Костовски дава знак за почеток на второто полувреме по првите 45 минути. Допадлива би рекол, атрактивна, фер, коректна игра во која што гостите ги искориста своите шанси, водат со 3:0, да повторам, со головите на Мартин Мирчевски, Силва Дос Сантос и Бојан Колевски, 3:0 во одство на Вардар. Прва акција на домакините на Кидго, удар кон голот на Илич, шутираше Дарко Левски. Екипата на Кидго во финишот на средбата за 2 минути имаше 200% шанси, меѓутоа најпрвин Дарко Левски, потоа Бошко Штипич шутира, но гостинскиот голман Филип Илич атрактивно со парада успеа да ги избоксува двете топки и да извади топката во корнер и резултатот да остане 0:3. Да се надеваме дека во вториот дел шефовите на спортните штабови кај Кидго, тоа е Емил Грнев, и кај Вардар Александар Васовски, ќе им укажат доверба на преостанатите играчи, ги има доста во резервната клупа и можеби еве да се надеваме дека Кидго ќе направи некој пресврт, барем еден гол во мрежата на Илич би значило многу како мотивација за понатамошниот тек. Реков и во вториот дел заедно ќе коментираме со Јованче Пилешков. Еве за почеток, дали ги имаме првите замени Пилешков? Ти го седеше тој момент, бидејќи да нагласам нема четврти судија, ги нема оние вообичаени стандардни замени со оној семафор, меѓутоа еве од тебе да слушнеме дали има замени во обете екипи. Во домашната екипа Кидго Пехчево има две замени. На местото на Рунтев Марио во игра е Андонов Зоран и на местото на Гогов Борче во игра е Антонов Кристијан. А во гостинската екипа забележувам дека голманот е променет, Илич Филип е заменет со Игески Александар, поранешниот голман на Тиквиш. Значи тоа се замените, само да ги регистрирам и во официјалниот записник. Значи со број 11 Зоран Андонов во игра и со број 23 Кристијан Антонов, така. А во гостинските редови Игевски Александар. Мора да кажам дека имам искуство со Александар Игевски, еден од подобрите голмани, ако не меѓу најдобрите во Македонија, бранеше доскоро во екипата на Тиквиш. Имам искуство следејќи го на надпреварите во Пекчево, во Кавадарци и во Штип против Брегалница се работи за доста добар голман, кој што еве по верноста на Тиквиш, еве го на голот на Вардар. Значи, на голот на Вардар Александар Игевски, кај Кидго со број 11 Зоран Андонов и со број 23 Кристијан Антонов. Ови беше тоа на Повзлатанов, топка во раците на Мартин Давков. Уште на стартот доста агресивна игра на гостинските играчи. Еве го Дос Сантос, стрелецот на вториот гол, се работи за бразилец во редовите на Вардар, кој што пак ќе повтора по кој за кој пат е доста млад колектив состав, оние повозрастите, поискусните го напуштија клубот. Меѓутоа се забележува дека еден по еден Пилешков, тоа е моја констатација и сигурно и твоја, дека еден по еден вардарци кои што да ја просада само оваа акција, добра реакција на одбраната. Еден по еден некако вардарците кои што не најдоа ангажман, полека се враќаат во Вардар. Токму така, тие играчи што најавуваа дека ќе заминат, а не најденов, Дарко Мицевски капитенот, најавуваа дека ќе пронајдат ангажман, меѓутоа се предомисли и останаа во редовите на Вардар. Нас те интересира сигурно голманот Филип Гачевски, кој што мора да кажам дека рейтингот, популарноста е стекнува во Брегалница по доаѓањето од Словенија. За сега се слушнав пред неколку денови телефонски со него, не откривам, иако ги знам неговите намери и тој очекува ангажман, но додека не заврши работа, не сакам, ако не можам да помогнам, барем да не одмагам. Значи и тоа е во потрага по ангажман. Дали ќе се осторим, посакуваме најголема
среќа и успех во парадомашната кариера во тимот на Бергалница го постигна онај рекорд од непримени голови 900 и ми се чини 12 минути, рекорд кој што се уште е актуелен и не е соборен. Центар шут на Алексовски, Дујовски со глава, Димовски, дали ки интервенција на Игевски, при тоа беше направен прекршок. Слободен удар веќе изведен Мицевски. Дос Сантос проигрува со Велковски. Радуловиќ. Најденов. Ја губат топката играчите на Вардар. Обид за акција да организира средниот ред на Кидго. Петровиќ соброи 50, капитенот Дарко Мицевски соброи 8. Петровиќ, 8 по левата позиција, остер центаршут, меѓутоа ги префрли сите играчи, топката излегува во гол-аут. Инаку, ова пауза, играчите на Кидго ја користат за овој пријателски надпревар. Реков во првото коло пораз во Могила од победа 4-1, во Пехчево 30-3 со Осаго, следа надпревар трето коло против кого игра Кидго? На 12 септември е третото коло на втората македонска финалска лига. Продолжува првенството, гостуваме во Росоман. Со новиот втора лига. Да. Дос Сантос, Игевски. Дујовски. Убаво го проигра со број 7 Мичковски, што е свирено. Игра со рака. Нова замена кај белите, а и се подготвя замена во екипата на Вардар. Излегува да, со број 22 Дамјан Николовски. Ми се чини ова се работи за нов играч. Од каде доаѓа? Од Фудбал Старс, Скопје. Фудбал Старс? Скопје, да. Да, Скопје. Па да му посакаме среќа кај Вардар, дали имаше замена или не забележа дека Ступиć излезе, лошо го прави тоа. Дујовски во сета своја намера да го проигра. Мицковски погреши и свали топката во аут за Вардар. Петровиќ се подготвува. Велковски, Игевски, Мицевски. Долга паралела кон Колевски. Офсайд. Со број 6 Стојменов, Гора Стојменов. Јосиф Алпај. Антонов. Дујовски. Димовски. А Лазаревиќ изфрла аут, веќе е изведен. Можда за центар шут по левата страна. Удар, убав беше удар тоа Владимир Дујовски. Се одби топката од еден од одбраните играчи на Вардар за миг од страната опасност. Дос Сантос. Мицевски. Радуловиќ. Најденов. Дос Сантос. Го напаѓа
Тони Мичковски, Игески. Во средина кол капитенот Мицевски. Радулович. Мицевски. Радулович назад кон Игески. Еве на таа игра Пилешков, растргната, се шири играта, да се имаше игра со рака, да го забележа ова и судијата, значи играчите на Вардар се обидуваат со проигрување час лево, час десно, да рашират одбраната, на ќе го потоа со брза контра и да го загрозат голот на Мартин Давков. Па да, Вардар со убедливото водство задоволен од играта и со долги проигрувања, со растргана игра се надева да го сочува водството и да ја приврши надпревод кон крај. Во своја корист. Најденов. Велковски, Мицевски. Мрдни го таму Пино, напред, стегни го тоа. Напред шу лево. Со број 6 Радулович. Прекисни го твојот Пино. Почитуваше предност судијата Костовски до Сантос. Петрович. Аут за Вардар. Рудан, няма ли му го влезо? Петрович кон Мицевски. Радулович. Прекршок, слободен удар за Вардар. Жол картон за замена во редовите на Китго, на голманската позиција излегува Мартин Давков, на негово место Стојан Богдановски. Ми се чини дека тоа Пехчево, дете на Китго, имаше мала екскурзија во Осаго, во тимот на Осаго и пак се врати во старото јато. Павзатанов, Мицевски. Најденов не успеа. Тони Мичевски ја префрла топката по левата страна, не успеа и од ова ќе Андонов и од ова ќе има само аут за Китго. Доста играчи, забележувам, на Вардар се подготвени да влезат во игра, дали ќе им даде шанс Александар Васовски, доправа ќе видиме. Нов корнер, крај корнер знаменцето Дарко Алексовски. Еве веќе по подолга пауза опсада кон голот на Игиски. Алексовски на првата статива со обид со пета на играчот на Китго, се уште треба опасноста и сега може да биде опасно, меѓутоа 8 е играчот на Вардар Мирчевски, беше тоа Мартин Мирчевски. Старт на Дарко Алексовски со цел да прекине ова акција која што можеше да донесе опасност. Еве сега скоро цела постава менува Александар Васовски и да видиме што ќе донесе оваа свежа крв во редовите на Вардар. Дали ќе го сочуваат водството 3:0 или пак ќе има промена. Аз забележувам капитенската лента на раката на Дејан Блажевски, искусниот напаѓач кој што некогаш беше и во
настапуваше за дреса до македонската репрезентација, а доскоро го гледахме и во тимот на Македонија Ѓорче Петров ми се чини. Пред да дојде во Вардар беше во Македонија Ѓорче Петров, а претходно имаше и една интернационална кариера во Тирана, во Албанија. Поранешен играч на турнова. Дејан Блажевски, значи, Вардар на секој начин ја користи можноста во насипување на тимот кој го напуштија многу играчи, да биде шанси, и на вакви искусни играчи, колку толку да ја средат состојбата во клубот. А Дејан Блажевски е играч од висок калибар. Реагира играчите на Кит го бара прекршок. Дујовски беше во контакт со еден од одбранбените играчи на Вардар, но останува Вардар во напад со број 48 Фитор Реджепи. Инаку, да ги соопштам, веќе бидејќи ова новиот состав, значи во игра се со број 16 Александар Ѓурковски, број 14 Стефан Нумчевски, број 34 Виктор Крстевски, број 22 Давид Велковски, број 48 Фитор Реджепи, број 3 Петар Гугулјанов, број 77 Марко Мартинага, број 10 Дејан Блажевски, број 7 Георг Стојановски и со број 21 Ерен Парталко. Сигурно дали се работа за некој хрватски интернационалец по презимето, не знам, немам податок. Како е? Молим? Од Охрид. Андев, 10. При помош од Јованче Пилешков, значи од прва рака играч на Охрид Ерен Парталко со број 21. Иначе потекнува од Свети Николе, прв матичен клуб му е Овче поле јуниор на нашиот поранешен. Убава акција, додека го давав овој податок. Бележиме 22 минута, 67 минута, 1:3. Стрелец, рековме, Гора Стојменов со број 6. А реков, овие пријателски надпревари се можност шефот на stručni штаб, во овој случај на Вардар Александар Васовски, да стекне дојам сознание за квалитетот на сите играчи со кои располага, а Вардар е во еден пресврт, една генерација си отиде, доаѓа нова млада. Пилешко да се довршиме мислата за играчот со број 22 Дамјан Велковски Давид, број 22. Како што реков, потекнува Нова можност од Свети Николе, Овче поле јуниор му е матичен клуб под водство на нашиот поранешен колега мој Луцки Серафимов, Биската од Свети Николе. Убаво е вака, наши деца, наши фудбалери, Серафимов Тони, со број 7 Георг Стојановски, Блажевски. Повторно Блажевски, убава асистенција кон Марко Мартинага на место одбраната. За сега барем и друго изведува Блажевски. Несигурен беше Стојан Богдановски, некако успе да се извлече, но сепак од досуден слободен удар. На изглед безопасна ситуација можеше да се изроди со нов гол, но како е останува водството на Вардар од 3:1. Дујовски невнимателен. Реджепи со број 48. Гугулјанов. Повторно топката крај него. Владимир Дујовски има тројца слободни играчи околу него. Тони Мичковски, Алпа Јусуф, Оливер Христов, назад кон Богдановски.
Добре, малку да се нагази топката, што би рекле, да се види распоредот на соиграчите и да се тргне во организиран напад. Нешто слично како што играше Вардар. Да се расшири играта и одбраната не успеа да ја смири ова топка, излегува ваут за Вардар со број 77 Марко Мартинага. Хрватски интернационал, еве, ме коригира, уствари ме надополнува Јованче Пилешков, кој што, да повторам за гледачите на Емнет, е заедно со мене на коментаторското место од почетокот на средбата. Нова атака на Кидго. Исфрлена топка во аут. Има доста време да се игра. Скоро на средината сме на вториот дел. Можност Кидго да дојде до уште по-поволен резултат. Еве, кон ова се придодава овој нов корнер за кој што специјалисти мајсторе Дарко Алексовски, инаку многумина го знаат како Пеле Неймар. Дарко Алексовски, Пеле Неймар. Обид со пета и Тони Мичковски шутира високо над голот. Мартинага. Крстевски беше тоа. Акција на Вардар по десната страна, тешко се разпознават играчите со број 22, тоа беше Давид Велковски. Алпа Јусуф проигра со Мартин Димовски. Антонов. Дујовски го има слободен по левата страна. Мартин Димовски. Убава можда за упатување центаршут. Лизгатски старт е еден од одбраните играчи на Вардар. Вардар во напад. Ја губа топката. Димовски знае идеално да центрира по земја. Лошо го прави тоа. Дејан Блажевски. Мартинага. Крај него е Јусуф Алпај. Одлична интервенција. Ја расчистува пасата и Кид го организира нов напад. Дали ќе стигне? Не, сепак пред него интервенција на Гугулјанов. Петар Гугулјанов со број 3 аут за Антонов, веќе е изведен. Гугулјанов кон Игески. Ѓурковски. Мартинага, Марко Мартинага. Гугулјанов префрда на спротивната страна. Блажевски во средина кон Велковски беше тоа. Не сепак со број 20 Ерен Парталко. Димовски бара некој своите соиграчи во нападот, некако како да спласнува почетна иницијатива и еуфорија по голот на Кидго. Повторно Вардар како да има доминација на средината на теренот. Пилешков. Така е, во овие моменти Вардар воспостави равнотежа
на теренот. После таа иницијатива почна во второто полувреме на Кидго. И сега ќе видиме. Може повторно Кидго треба да вложи напори за да биде повеќе во напад во последна топката и да дојде во предна линија да створи повеќе шанси да го намали резултатот. Јусеф Алпај, Димовски, повторно Алпај. Христоф. Антонов. Блажевски. Невнимателен. Дујовски. Знае да распали од вакви ситуации. Убава асистенција и да видиме нема гол. А и високо потикнато заменцето на вториот асистент. Сигнализиран офсайд, индиректен удар за Вардара. Можност за нови две замени во редовите на Кидго. Дујовски забележувам го напушта теренот и Мартин Димовски Дујовски во игра. Со број 3 Бобан Тиквишанац и со број 21 Митев Никола. Значи, на купата останува уште еден играч на Кидго со број 16 Дарко Михајлов. Ако не и тој влегол во игра, бидејќи без четвртиот судија, без она сигнална табла, тешко се доаѓа до потаток, вака со помош на Јеванче Пилешков доаѓаме некој до играчите и ми се чини дека до сега барем успеаме во тоа Пилешков. Тешко е без четврти судија. Да долоиме во интерес на гледачите крај малите екрани, да ја долоиме сликата убава, можда за центар шут и стопасната ситуација беше ова за Кидго. Дали со број 11 беше тоа Зоран Андонов, не успеа, пред него беше сега на спротивната страна се заказува Блажевски. Убаво го проигра и ништо од ова. Возбудување и пред едниот и пред другиот гол. Не успеа Вардар да се реваншира за она ситуација во која што се најде Зоран Андонов. Еве, значи ова последната замена кај Кидго. Јосиф Алпа излегува и на негово место Александар Алексос, 17-та има Дарко Михајлов. Јас во сета желба да ги призапишам овие сите играчи. Еве го, прва акција, прв додир на топката на Алексов. Сигурно се работи за млад играч. Од младинската школа на Брагаланци. И Митев Никола, и Александар Алексов и Михајлов Дарко. Тие се сите од младинската школа на Брагаланци. Убаво е да се кала, да се челичат во Кидго и во некој догледно време да затропат вратата на првиот тим на Брегалница. Акција на Вардар, Марко Мартинага. Пождатвора старт и сврена топка во аут. Кидго Вардар, пријателски надпревар. 1:3 водство на гостите, кој што еве нова можност. Удар беше кон голот на Георг Стојановски, на место е Стојан Богдановски брани. Тиквишанац се бори за топка, успеа во тоа. Убав потех на Андонов беше тоа. Дуел на Наунтевски и на Алексовски. Аут за Вардар.
проигруваат одбранените играчи на Вардар. Сега обид да се проигра и добива топка Дејан Блажевски. Крај него е Христов. Тикошанец. Греши Тикошанец право во нозете на гостинскиот играч. Еве 100% шанса за Вардар, меѓутоа на место е Христов, расчистува и останува резултатот 1:3. Блажевски. Гулјанов. Крстевски. Мартинага. Крстевски. Назад кон Игески. Гулјанов ја губи топката, но сепак останува Вардар во посет, ќе изведе аут. Раджепи. Право во телото на Мичковски, Блажевски. Гулјанов кон Раджепи беше тоа. Сега на спротивната страна акција на Вардар, убав директив центаршут на пеналти код удар кон голот и од ова ќе биде само извидување на корнер. Блокираше Антонов и го сврта правецот на топката кој излезе во корнер, кој што се подготвува да го изведе Дејан Блажевски. На втората статива превисоко топката оди во гол, дегажман ќе биде ова на Стојан Богдановски. Добива додатна свежина играчите на теренот. Идеални услови за игра. Борбеноста е видлива, Пилешков. Напорот и на едните и на другите не попушта, сакат и тие да постигнат гол. И во сета своја желба прават и доста грешки. Да се осврнеме на првенството во втората лига, во есенскиот дел колку кола треба да се одиграат, Пилешко? Па треба да се одиграат 14 кола. Со еден дел од есенски дел. Да ја проследиме оваа акција, можност, шанса за Кидго и дали ќе има кој не. Нема ни корнер, гол аут. Да довршиме мислата за првенството. Има време за поправен, има време за корекции. Мислам дека се надеваме дека ќе се подобри модерната салда на клубот и формата ќе оди во нагорна линија, од надпревар во надпревар. Може би изненадава, победа засега на цело на табелата со Брегалница. Нешто подобра гол разлика, меѓутоа во целина да гледаме сепак Кидго со респектабилни екипи, тежок распоред во првите две кола и осогово и победа. Противници кои се за почит и респект. Сега со Рособан би требало да излезе да дојде на колективна игра на Кидго. На почетокот реков дека сите екипи се појачани на еден начин, сите направија добар ростер, добар избор на играчи. Сите се тука со на едно ниво, така да секој надпревар одигран е еден дерби надпревар и одлучуваат нијанси за да го добиеш надпревар. Иако на харта имаше повеќе фаворити, погледот кон
екипите кои се надпреваруваат покажува дека ќе биде тешко. Скоро секој надпревар ќе биде дерби надпревар. Да, секој надпревар дерби, сите екипи се на исто ниво, исти квалитет, Каменица, Слога, Осогово, Кидго, сите се тука негде. Сега победа имаше малце полесен распад, две домашни надпревари со Кидго и со Росомон. Сега привидно е прва, меѓутоа и победа не е за подценување. Таму има склоп на искусни играчи со помлади играчи. Искусен тренер ги води Крстевски Дарко. Тринеп е голем град, мислам дека има избор на фудбалери, така да ќе биде тешко во местото. Да, ја констатирам и последна замена, во игра влезе и Дарко Михайлов со број 16, не видов кој излезе, дали се работеше за играчот со број 7 Тони Мичковски, како да е во игра и Дарко Михайлов. Аут за Кидго. Да. Јас ќе се обидам по завршувањето на надпреварот, драги гледачи, да се симнам долу на теренот и да земам изјави од шефовите на стручните штабови на Кидго Емил Грнев и на Александар Васовски, за да ја доловиме комплетната слика од овој директен пренос и да ги слушнеме на лице место и на дело нивните изјави со коментари за денешниот надпревар. Значи, по завршувањето на мечот ќе следуваат изјави од двајцата шефови. Слободен удар за Вардар, фаулиран беше Дејан Блажевски. Стефан Унтевски. Реджепи. Погреши играчите на Вардар, сепак ќе исправа грешката. И еве се подготвува нов напад. Грешат и сега. Греши и играчот на Кидго. Напад преку Мартинага Марко со број 48, тоа е Фиктор Реджепи. Порано да оставеше топката кон Блажевски, беше во подобра позиција од Реджепи, кој упати удар високо над голот на Стојан Богдановски. Ако не друго, барем беше убаво атрактивно. Гледачите на малите екрани видоа 4 убави голови и ние присуствуваме на отворен, фер, коректен надпревар. Мисля, че до сега судијата Здравко Костовски покажа само 1 или 2 жолти картони и тоа во жарот на борбата повеќе од внимание отколку со намера да се удри некој играч. Нема прекршок. Разедена одбраната на Вардар 4-4. Да видиме од овој напад дали ќе успее Кидго да извлече некој корис. Се уште Андонов лошо го прави тоа, а дали ќе има корнер. Остане еден играч на тревата, се жали на повреда. Претрчи лекарската екипа на Вардар. Да се надеваме дека се работи за нешто полесно, без потешки последици. Не видов во жарот на борбата дали имаше старт или обича климнување на ногата, како да е. Лекарите се тука и еве се придига играчот на Вардар со број 22, тоа е Давид Велковски. Се префрламе на другата страна. Дарко Алексовски подготвен да изведе корнер за Кидго. Мешаница пред голот и убав удар право во раците на Игески. Ова беше замислата на мерата, меѓутоа внимателен и некогашниот голман на Тиквеш од Гавадарци, Александар Игески. Реджепи. Интервенција на Антонов со гради кон Богдановски.
Убаво проигрување кон Антонов. Назад кон Богдановски. Алексов. Христов. Во нападот се префрлил Тиквишанец. Стојменов. Христов. Тиквишанец. Интервенција на Наумчевски. Граши. Играчот на Кидго. Нов напад преку Ѓурковски на Вардар. Крстевски. Блажевски кон Мартинага. На него оде Антонов. Блажевски. Оди сам Блажевски. Топка за Реджепи. Повторно Блажевски. Мартинага. Во средина го бараше соиграчот Георг Стојановски, кој беше прекраток, задоци за Мики и оди топката на спротивната страна. Вардар атакува со нов напад. Слободен удар. Тука на центарот кај што се бележи овој круг замислен. Антонов. Убава акција на Кидго, дали ќе има гол. И стативата беше овој пат сојузник и на Игиски и на Вардар. Убава можда 100% шанса, беше лобован голманот, меѓутоа стативата беше сојузник овој пат. За гостинските играчи и за гостинскиот голман не успеа во сета своја намера играчот на Кидго. Андоно беше тоа, Зоран Андоно со број 11. Успеа да им избегна своите теории, меѓутоа немаше среќа. Игески. Крстевски. Мартинага. Крстевски. Дејан Блажевски. Убаво во празно кон Стојановски. На место е одбраната на Кидго. Сректа топката кон домашните играчи. Алексовски. Тиквишанец, Алексовски. Го гледа распоред да своите соиграчи. Антонов. И аут ки биде ова за Кидго. Антонов. Веднаш од прва вратена топката во казнениот простор на Вардар. Алексовски. И ја губи топката и сега брскота напад преку Блажевски. Убава асистенција и автогол. Во сета своја намера да видам само кој беше тоа. Гораст Стојменов си постигнува автогол. Сакаше да го сврте правецот на топката од Блажевски кон својот соиграч кој беше во пол налет. Меѓутоа еве во самиот финиш во 90-та минута го бележиме четвртиот гол за Вардар за водство 1:4. Неспретна интервенција на Гора Стојменов.
тој беше стрелец на единствениот гол на Кидго, меѓутоа еве сега судбината сакаше да ја затресе својата мрежа. Меѓутоа така е тоа во фудбалот, во сета своја намера да спаси гол. Топката влезе во мрежата на немакниот Стојан Богдановски. Кидго Вардар 1:4. Дејан Блажевски. Реджепи. Блажевски. Убаво проигрување со Стојановски беше тоа. Реджепи. Аут. И овој момент судијата Здравко Костовски свири крај на денешниот пријателски надпревар. Кидго Вардар 1:4, спрема 1, 16 минута Мартин Мирчевски, 32 минута 0:2 Силва Дос Сантос, 33 минута 0:3 Бојан Коловски, 67 минута 1:3 Гора Стојанов, 90 минута Гора Стојменов автогол 1:4. Овде некаде е крајот на овој надпревар, на овој пренос. Благодарност до Јованче Пилешко кој што беше заедно со мене коментатор. За крај еве последни зборови Пилешко. Благодарност и до вас на соработката. Работите се за популаризација на фудбалот во Штип и на Истокот. Со овој надпревар ќе одиме натаму. Тоа се пријателски надпревари да ги видиме силите на фудбалскиот клуб Кидго. Да смогнеме сили да се поправи впечатокот и да собираме повеќе бодови во следните надпревари на втората фудбалска лига Исток. Во името на спортската редакција на Емнет, јас ти благодарам за коментаторското место, а сега, драги гледачи, предлагам ќе се упатам кон теренот да земам изјави од шефовите на стручните штабови на Кидго Емил Грнев и на Вардар Александар Васовски. Останете овде. Би рекол пријатни услови и можност ова пауза во првенството да се искористи за пријателски надпревар и да се укаже можност на сите играчи да атакуваат до првите 11 минути. Колку сте задоволни од овој надпревар? Прво да се заблагодарам на екипата на Вардар што ни угостои со нивното доаѓање и одигрување на оваа пријателска средба. Се работи сепак да не заборавиме, без разлика на се во каква ситуација се наоѓа, тоа е актуелниот шампион на нашата држава. Мислам дека по мене влеговме малку во грч, значи премногу респект према противникот. Се стабилизиравме таму некаде после 30-та минута, мислам дека примивме наивни голови по наши грешки и сепак морам да кажам дека имаме доста млади играчи за разлика од претходната година. Оваа година Кидго е доста подмилен и ќе треба време за тие да се уклопат. Ќе треба и многу такмици, ни влијае и тоа паузата со коронавирусот, но сепак мислам дека од надпревар во надпревар ќе ја подобриме играта и за наши услови, за нашата втора лига, мислам дека тие деца треба да созрат. Еве ова констатација ќе потврди со ова што разбрав дека во последни минути Иле Синев го напушти клубот. Тук и Боја Рајков кој што исто така двајца клучи одбрани, штопери во екипата, што ќе рече дека и овие новите млади се стасите играчи, меѓутоа треба уигрување. Една екипа подготвувате во подготвителниот период, а веќе со овие осипување доаѓа до израз барем она што рековте клучето во одбрана. Па да, мислам за разлика од претходната година, претходната сезона каде што атакувавме на првите две места и доколку се продолжише првенство, јас бев убеден дека ќе стасавме до тоа второ место. За разлика од претходната година, кој што кажав, оваа година екипата е доста помладена и ќе треба многу трпение со овие млади играчи, доколку сакаме да добиеме некој производ од тие млади играчи, подкрепени со поискусните што ги имаме во екипата. Се осеќам многу во нашата игра, работиме на подобрување, меѓутоа јас мислам дека ќе треба да се стрпиме и децата се под притисок. Друго е младенски фудбал, сасвим друго е нешто сеньорскиот фудбал. Се вратиме на првенството првите две кола, пораст од победа 4:1.
нестрекно ремис со Осаго 30-3, меѓутоа мора да кажеме дека ова есен ќе биде жешка пеколда, бидејќи сите екипи на истокот вложија инфраструктурно во подобрување на условите на терените и во собликувалните, а и вложија во нови играчки кадар, што ќе рече дека истокот далеку оде напред и тоа се се респектабилни екипи кои што некош настапува и во првата лига на Македонија. Па да, ако веќе ќе ја погледнеме втората лига Исток, се работи за градски клубови кои во минатото биле во прволигашка конкуренција, да не ги набројувам Осогово, Саса, Тиквеш, па и Кожув ги ставам овде. Тие се екипи за почит, ќе биде тешко, мислам дека втората лига има доста поголем квалитет за разлика од претходната сезона. Пак ќе кажам, треба трпение со овие млади играчи. Ние сме се нафатили на оваа работа, сакаме да истераме до крај, ќе покаже времето, шанса се дава на сите, треба да ја искористат, се од нив зависи. Две кола се одиграни, ова пауза искористивте еве за да колку толку да се уверите во квалитетите на резервните играчи, следува трето коло гостување во Росоман. Па да, како што кажавте, првите две кола имавме доста осцилации во играта, многу пропусти, наивни грешки можеше да се забележи на овој надпревар, без разлика што е Вардар, меѓутоа мислам дека грешки. Истото ни се случи првите 30 минути во Прилеп, каде што пресуди искуството, притисокот што беше таму и мислам дека од надпревар во надпревар ќе се соземеме. Овие млади играчи треба да им даваме поддршка сите заедно доколку сакаме да успееме понатаму. Сосема за крај, овие услови кои ги нуди раководството и на Бергалница, на Кидго, единствени во Македонија, со цел заштита на здравјето на играчите, да се играат ноќни надпревари под светлоста на рефлекторите. До минатата година имаше публиката, исто тоа беше и за нив кејф, да речем, да дојдат да уживаат во освежителни услови. Зборот вас за овие напори, како се реакциите на останатите клубови према Кидго и према Брегалница? Па Вие добро, контактирате со јас би сакал со време сите екипи да ги овозможат овие услови што ни се створени на нас, да го подигнеме нивото кое за жал не е баш таму кај што му е местото. Фудбалот, ако сакаме да оди напред, треба да се вложува во него, треба трпение, треба пред се инфраструктура, терени за работа и ако сакаме да има напредок. Ако и другите клубови почнат да го следат примерот на газдата на Брегалница и луѓето што се во Кидго, мислам дека ќе направиме еден исчекор напред и ќе имаме многу подобри услови за работа и со тоа ќе мрднеме малку напред. Во секој случај, јас ви благодарам во името на Емнет спортската редакција, бидејќи симпатичната екипа на Кидго делува онака мотивирачи, гледајќи ви вас, целото раководство, екипата, блик од младост, ви посакувам успех во предстојниот период. Ви благодарам многу, исто да ве поздравам и вас како телевизија, што давате поддршка, што сакаме што го кажувам тоа, да направиме исчекор напред, да следат и од дома покрај ова што короната, што не може да се следи надпреварот во живо, мислам на градскиот стадион или било каде, што возможувате директен пренос да можат сите љубители на фудбалот да го проследат надпреварот. Јас ти благодарам. Фала. Во очекување, драги гледачи, на Александар Васовски, ќе го замолам, ќе го причекаме да добием изјава и од него за она што се случуваше на теренот. Вети тој дека ќе дојде, еве го наближува, па да го слушаме и мислењето и коментарот на шефот на стручен штаб на Вардар Александар Васовски за она што се одигра вечерва пријателски фудбалски надпревар, да повторам, Кидго Вардар Скопски. Еве го шефот на стручен штаб на Вардар Александар Васовски. Пред се честитки за победата, 1:4, висока победа, иако мора да кажам дека и покрај тоа што беше пријателски надпревар, очигледно беше она ведрина, жустрина, морал и на двете екипи да постигнат гол и да освојат бодови. Вардар
гледајќи го составот просто на милина, пука од зрелост, од младост и дадовте еве шанса на сите играчи да се искажат и да атакуваат, да зачекуваат на вратата на првиот тим. Па добро, пред се да се заблагодарам на гостопримството на Китго и на господинот Кире Гогов за одличните услови што ни ги пружи денес. Милина е да се игра на ваква атмосфера, под рефлектори. Што се однесува резултатот, јас би го тргнал во втор план. Денеска беше еден, затоа сега контролен надпревар, да видиме до каде сме. Ние имаме скрос нова екипа, така, со неколку нови фудбалери кои полека се вклопуваат во мозаикот и мислам дека подготвени, без разлика денешната победа тргам на страна, како игра ме радува тоа што Вардар полека сакам да го доведеме на нивото од прошлата година, каде што едноставно бевме многу успешни во првата лига и бевме шампиони со 10 бода, така да чекор по чекор овој Вардар има капацитет, иднина, младост, енергија и ќе биде само подобро во наредните надпревари. Ќе се наврата повторно условите. Ово што го нуди Кирил Гогов, и Брегалница еве сега и Китго, и Уникат во Македонија. Една второлигашка екипа, може би некогаш игра прволигашки, зборува за Брегалница, меѓутоа нуди европски услови за игра, еве рефлектори, свежина, заштита на здраве на играчите до минатата година на гледачите. Милина да се игра вакви услови. Нека се огледаат сите прволигаши и дел од второлигашите кои имаат услови а не го почитуваат тоа, затоа што да се игра, еве ние игравме со работнички на 40 степени, едноставно не е хумано, играчите уште 20 минута правиме пауза за вода, не го даваат својот максимум. Меѓутоа еве гледате под рефлектори колку убаво изгледа целиот надпревар, така да мислам треба да се огледаат сите прволигаши и наредната година веќе рефлекторите да бидат без рефлектори, да нема фудбал во Македонија, поготово и пеколни услови допред, да кажам, допред да почне есента. Забележав дека сте два тима, скоро 20 играчи. Меѓу нив забележав имиња кои што за прв пат се дали се на пробна работа тренинг кај Брегалница, дали конкурира за Вардар, дали сметате на нив или ова беше еден вид тестирање за нив? Не, ова е веќе 20 фудбалери кои ни се ќе носат товарот на ростерот на Вардар. Имаме уште 3-4 дечиња кои тренираат со нас, а се остана во Скопје. Така да, ова е тој ростер, сите се по договори и со овој ростер ќе тргнеме бидејќи денеска е последен ден на првиот рок, во новата сезона. Рековте вие дека Вардар е релативно млада екипа, меѓутоа гледајќи го Дејан Блажевски, некои други играчи кои што не најдоа ангажман, повторно се ставија на ваше располагање со цел Вардар, да не забравиме, актуелен шампион. Па Дејан Блажевски и Филип Петковски беа фудбалери на Вардар, да кажем, таа почетна година од кога почна Сергеј Самсонеков да инвестира и сега се нафатија да помогнат на Вардар, да едноставно играат за минимални услови за да помогнат на клубот да опстане, едноставно да мотивирачки, да. Така да и благодарност до нив двајца кои сете. Знаете како не можете само со млади, нас не треба малку искуство, поготово тие некојаш клучни надпревари ќе дојдат, Шкендија, Шкупи, Ренова, така да тие ќе ни бидат и тоа како од помош. Александар Васовски, јас ти благодарам. Со ова се покажува традицијата меѓу Штип и Скопје, меѓу Вардар, Брегалница, еве сега и Китго. Секогаш кој има тешкоти или кога има олестителни околности, Вардар да доаѓа во Штип, да помогне и за Брегалница и за Китго и сами на себе да си помогне. Благодарам и за крај, еве, ваши импресии. Па мои импресии уште еднаш да се заблагодарам на одличниот прием и моја желба е Брегалница да влезе во прва лига, затоа што тоа му доликува на вакви услови, на ова се што изградено на тој клуб, на таа традиција доликува Брегалница да биде во прва лига и по мене да се гради полека ситуации за да иде и у Европа, затоа што многу малку прволигаши ги имаат овие услови. Не зборам само за терени, општо за инфраструктура, соби за спиење на фудбалерите, ресторанти, така. Така да ја посакувам Брегалница се најдобро, а Китго да биде едноставно сервис за Брегалница да ги кали младите фудбалери. Јас ви благодарам и посакувам се во понатамошните настапи во првата македонска фудбалска лига. Се најдобро. Драги гледачи, тука некаде е крајот и на денешниот директен пренос. Фудбалски надпревар, пријателски помеѓу екипите на Китго и на Вардар, 1-4 победа на Скопски Вардар. Во името на дечките на спортската редакција на Емнет, ви благодарам за вниманието, останете со здравје и уживајте во нашата програма. Пријатно!